послап одзив на вчерашниот бојкот на маркети за разлика од минатиот петок. Според официјалните податоци од Управата за јавни приходи, вкупниот промет на 8 поголеми ланци на маркети паднал за 22% во однос на денот пред бојкотот во четвртокот, или за над 800.000 евра. Додека пак забележан е раст на прометот за 37% во однос на минатиот петок, кога исто така имаше бојкот за прв пат на маркетите во државава. Според Управата за јавни приходи, на прометот влијание има и тоа што граѓаните земаат плата и пензија на почетокот на месецот. Во четврток 6.2.2025 година до полнок е регистриран вкупен промет во износ од над 232 милиони денари, а издадени се 417.866 фискални сметки. Во петок 7.2.2025 година до полнок регистриран вкупен промет во износ од над 180 милиони денари, а издадени се 346.317 фискални сметки. Во петок 31.1.2025 година до полнок беше регистриран вкупен промет во износ од над 114 милиони денари. Во петок 7.2.2025 година остварен е за 36,95% поголем промет во однос на претходниот петок на 31.1.2025. Граѓаните во Македонија се одлучија за прв пат да бојкотираат по примерот на земјите од регионот изреволтирани од високите цени во маркетите. По ова владата наложи да се стартува со сеопфатни анализи за 6 месеци наназад. Инспекциите ги чешлаат дистрибутерите, добавувачите, трговците и производителите со акцент на движењето на бруто профитната маржа. Резултатите од инспекцијата се очекува да бидат презентирани следната недела, пошто владата ќе излезе со мерки. Во понеделник е најавено и дека на иста маса ќе седнат министерот за економија со синдикатите, организацијата на потрошувачи и коморите, за да почне да се крои методологијата за новата потрошувачка кошничка. Инаку во Хрватска денеска започнува 7-дневен бојкот на само еден ланец на маркети. Граѓаните ќе го бојкотираат тој ланец до 14 февруари, а врз основа на анкета која била спроведена на социјалната мрежа Facebook. Покрај 7-дневниот бојкот, вчера беше трет последователен петок во кој граѓаните во Хрватска беа повикани да се воздржат од секаков вид плаќања.